Благодарам. Колега Крмов, благодарам најпрвин за грижата, меѓутоа, очигледно е дека подзади оваа грижа стои интерес како да се освојат ситни политички поени на еден проблем кој што е навистина горлив и на крајот на денот имаме луѓе кои што ниту ја разбираат материјата, ниту ја познаваат да ја решаваат истата материја, тоа сте ви и социјалдемократите. Прв доказ за тоа е вашето објаснување дека депонијата гори 2 години. Не е точно, господине Крмов. Не гори 2 години. Гори 7 години. Зошто го прескокнувате тој дел? Ке се сложам за многу околности во врска со ова. Меѓутоа, вашиот настап и настапот на вашите коалициони партнери од опозицијата се две диаметрално спротивни. Вие предлагате 1 милион евра за барање кој што сте исполнети. Вие сте контрадикторни уште во самото барање. Вие велите бараме за видео надзор, има само 2 камери. Има кој простор треба да биде покриен со видеокамери. Бараме оградување и сами признавте дека е започнато оградувањето на она кое што се нарекува депонија. Вие направивте еден обид да се залепите кон оние кои протестираа. Факт е дека таа депонија, која што не е ни депонија, туку е диво одлагалиште, овде ќе се согласиме, никогаш не била поуредена од 1975 до денеска. Дали сте се качили вие лично, дали сте биле на депонија? Јас бев неколку пати. Извршено е и механичко и биолошка преработка целосна на депонијата. Таа е спремна, целосно спремна да ги прифати овие количини, затоа што конечна цел е да се изгради, да се оди кон регионализација, зашто и сами кажавте дека има повик на EU Tenders Electronically дели заеднички повик меѓу Европската комисија и Министерството за финансии. Тоа е крајната цел. Тоа е концептот кој што функционира од Јапонија до Данска. А тоа е принципот на регионализација. И сега вие имате две различни гледишта. Вие предлагате да инвестирате 1 милион во депонија која што треба да биде затворена и сите во Кочани очекуваат да заврши јавниот повик успешно. Не знам зошто и СДСМ и Левица сакаат да го саботираат, да заврши јавниот повик успешно, затоа што со тој јавен повик има повик со изградбата на она што вие го нарекувате една централна, започнува изградба и на 6 локални во Берово, Каменица, во Виница, Штип, Раковце и Куманово, кои што треба да бидат претоварни станици. Вашите пријатели од Социјалдемократскиот сојуз од опозицијата, знаеш што предлагаат? Ист амандман имаат. Да отвориме нова депонија. Зарад не сте свесни дека Кочани представува котлина? Како таква, општините кои што ги споменавте, а тоа се и Зрновци, Облешево, Чешиново и Виница, гравитираат кон истата котлина. Ако имате палење на една депонија, едно ѓубриште, едно одлагалиште, тогаш имате загадување на целата котлина. Да ве потсетам дека таа котлина представува фабрика за храна, едно од најголемите производители на храна во државата, за кој што е важно да имаме еколошки одржлива средина. И сега, вашиот предлог е да инвестираме во депонија која што треба да биде затворена и реалоцирана. Предлогот на социјалдемократите е да престане тамо да депонираме, секоја општина да депонира кај себе и да отвориме уште една нова. Па зар луѓето од Кочани, од Кочанската котлина заслужуваат да имаат 4, 5, 6 диви депонии околу нив или заслужуваат да имаат една уредена депонија? Зошто не ја кажете, еве, една вистина на јавноста, дека од кога е владата на ВМРО ДПМН за само 4 месеци се направи такво уредување кој што никогаш претходно не било направено. И граѓаните од Кочани имаат само една цел, а тоа е реалокација, односно затварање на депонијата. Кочанчани го чекаат денот кога ќе биде пратена механизација и истата депонија ќе биде хуманизирана, истата депонија ќе биде озеленета и ќе биде затворена. И тоа е крајната цел. И немојте вие за собирање на ситни политички поени да ни предлагате некои модерни решенија каква депонија треба да има Кочани, овие од Социјалдемократскиот сојуз да ни предлагаат да отвориме уште 2 нови, а во меѓувреме да се обидувате да се промовирате на сите медиуми со тоа каков протест бил или каков протест е направен. Факт е дека по 7 години депонијата е изгасена. Факт е дека по 7 години од оваа тендерашка власт има јавен повик и факт е дека ако продолжиме вака,
за известно време завршува јавниот повик и ќе започне изградбата на модерна, современа депонија и 6 претоварни станици и депонијата во Кочани ќе биде затворена. И вашето решение, и решението на социјалдемократите, која ќе дојде подоцна во оваа амандманска расправа, е дел од обидот да собирате ситни политички поени благодарејќи на полувистини и полуинформации. Само за ваша информација, во општините кои што ги споменавте, Блешево, Чешиново, Изрновци и Виница, сите заедно имаат 1/4 од количината на ѓубре која што ја создава Кочан. Едно Зрновци со 2000, со нешто над 2000 жители ли е закана за тоа? Ако имаме уредена депонија и уредено одлагалиште на ѓубре. Меѓутоа, факт е дека претходната власт, владата на СДСМ и ДУИ, 7 години дозволуваше да се урниса секоја политика која што се однесуваше на здрава животна средина. И остатокот од тоа го гледаме сега. После 7 години потрошени милиарди на државен буџет, сега почна да и смета загадениот воздух. А факт е дека никогаш не била поуредена и верувајте ми, во Македонија нема поуреден и подготвен простор за овој меѓу период. Наместо да создадеме една точка каде што ќе се собира, ќе се обработува и ќе се надгледува депонирањето, вие и предлагате заедно со социјалдемократите и предлагате на кочанчани да никнат 4, 5 или 6 нови незаконски одлагалишта во истата Кочанска котлина. Ве молам, за доброто на сите, верувајте ми, ова прашање, и ова сакам да го знаете, ова прашање ќе биде затворено до наредните локални избори. Знам зашто се надевате. Прашањето за депонијата нема да биде предмет и нема да биде политичко прашање, ќе биде само техничко прашање. И ова нема да биде за нешто за кое што ќе се зборува во Кочани, затоа што депонијата до тој момент ќе биде затворена онака како што посакуваат сите во Кочани. А тоа што левица наумило да троши милиони евра за 24 часовен надзор кој што во моментот функционира, тоа што СДСМ планира да ја реалоцира и да имаме уште една дива депонија, тоа вие си го објаснете пред вашите членови, пред вашите подржувачи. Ние го застапуваме мнозинството, односно 99% од луѓето од тој крај. А целта е затворање на депонијата и нејзино хуманизирање. Ова нема да биде политичко прашање на следните избори. Да знаете, затоа што ќе биде затворено. Ви благодарам.